Добар ден, точно 15 часот и 15 минути ве поздравувам на почетокот на уште едно ново вторнично издание на Алфа Ординација. Верувам дека сте со нас на Алфа уште од почетокот на денешното издание на Алфаскоп со сите оние содржини кои што помина, но сега е време да ја најавиме денешната тема во Алфа Ординација, а во неа зборуваме за лазерски третмани во дерматологијата. При тоа ќе објасниме кои лазерски третмани постојат, како се употребуваат, кои се процедурите и се што треба да се знае во однос на ова. А меѓу другото во текот на времетрењето ќе споменеме и за нега на кожата во зимските услови, како треба да се негува кожата во овој период од годината. Многу ми не знаеме, но советите и повторување на истите како и препораките не се на одмет. Пред нас е зимата, а во зима и така ни треба добра нега на кожата. Телефонските линии се отворени за вашите јавувања. А во денешното издание на Алфа Ординација зборувам со доцент доктор Андреј Петров, дерматовенеролог во Аџибаден Систина. Добар ден за вас, доктор, и добро дојдовте кај нас во Алфа Ординација. Ми е мило што ме поканивте и со задоволство учествувам во вашата емисија. Да, сме имале неколку заеднички емисии, сме зборувале на различни теми од вашата област, се разбира. Денеска зборуваме за лазерските третмани во дерматологијата, нешто што во последно време е навистина актуелно, нешто што вие го препорачувате на вашите пациенти, но од друга страна пак и тие се заинтересирани за нивната примера. Ние ќе позборуваме и ќе ги информираме нашите гледачи за лазерските третмани кои што постојат и кои што се применуваат и од здравствени и од естетски причини. Постојат повеќе лазерски третмани. Некаде во последните 30 години употребата на лазерската енергија воопшто во медицината е се почеста и почеста. Лазерот има една можност која, да кажам, во обичајните третмани ја немаат. Тоа е минимална инвазивна метода, за разлика од една хируршка интервенција, да речеме, кај што треба да се сече со нож па да се шие. Со лазерот тие ефекти се постигнуваат под дејство на лазерската енергија, кратко време на опоравок, пациентот не губи многу време, за брзо време може да се врати на вообичаени секојдневни активности кои ги има, и тоа е нешто што лазерот како предност го дава. Така да сите оние што би сакале да се определат, да на некој начин изанализираат што е, да извагаат што е подобро, вообичаено ако нема непосредна индикација за некоја хируршка интервенција, се решаваат за минимално инвазивни методи, таков е лазерот. Да, тоа е дополнително олеснување за оние кои што би требало да направат некаква корекција или пак од здравствена причина да го направат одредениот третман, за тоа што е пократко време трењето, но и не толку инвазивно или да кажеме и безболно или пак со минимална болка. Добро, ќе го позборуваме тоа во продолжение, но да ги наброиме, например, кои се лазерските третмани и каква е нивната процедура, бидејќи постојат различни типови или за различни потреби. Во нашиот лазерски центар во Аџибаден Систина има 5 лазерски системи кои се користат. Јас можам да зборувам за оние 4 кои ние ги употребуваме во дерматологијата. Има еден лазер кој се користи за уролошки потреби. Во дерматологијата ние користиме лазерски систем за така речена фракциона фототермолиза со CO2 или со јаглеродиоксид лазер, кој се користи за повеќе можности за подмладување на лицето, да речеме, тоа е на главна индикација за третман на лузни, каде што има многу добар ефект, во третман на одредени брадавици и така натаму, каде што со користењето на фракционата фототермолиза, што значи тоа вака пошироко преведено и за вашите гледачи, дека со допир само на 20 до 30% од кожата вие постигнувате ефект како да сте нападнале 100% од кожата. На тој начин време трајањето на опоравувањето на засегнатата кожа е многу побрзо и тоа е нешто што го користиме со овој лазерски систем многу успешно, веќе работиме со него 5 години и резултатите ни се одлични во тој дел. Затоа имаме лазерски систем кој го користиме за отстранување на преголемената влакнетост на кожата. Тоа е лазер, така наречен диоден лазер, кој се користи многу успешно, производителот американски, безболен е, она што го спомнавте, минимална травма има по кожата, пациентките, бидејќи претежно се жени, се многу задоволни од тоа како функционира и мислам дека тоа е една добра можност да се решат од еден проблем кој го имаат. Бара одредена процедура, значи не може наеднаш да се направи ништо со еден третман, минимум 6 третмани се прават, понекогаш за одредени локализации, да речеме за лице и за генитали и дополнителни третмани, поради хормоналната стимулација која тука е вклучена, меѓутоа во суштина се постигнува многу добар ефект.
третиот лазерски систем кој го користиме е за крвни садови на кожата, за површни крвни садови. Тоа е така наречениот Nd:YAG лазер, кој се абсорбира, чија енергија се абсорбира од хемоглобинот и кој ги собира тие проширени мали вени или некои хемангиоми израстоци на кожата од крвно потело, каде што има перфектни резултати. Се избегнува хируршка интервенција со интервенција која трае неколку минути. И четвртиот лазерски систем кој од поново време го користиме кај нас е така наречениот ербиум-јак лазер, кој за сите оние израстоци, тумори на кожата се користи многу успешно. Сите оние методи кои претходно сме ги користеле со азот, со смрзнување, со хирургија, со керетирање, со радиобранова хирургија, денеска ги користиме лазерскиот сноп на овој ербиум-јак лазер, кој има собствена дигитална програма внатре. Што значи тоа? Дека докторот не може да направи грешка, бидејќи програмот кој е внатре самиот ги дава параметрите на лазерот и точно кога третирате одредена промена можете да кликнете на своите параметри и самиот систем ви ги дава податоците за третманот и како тоа треба да се прави. Тоа е исклучително добра метода и мислам дека ние веќе работиме неколку месеци кај нас, комплементарно тука и гинеколозите работат со тој ист лазерски систем, така да мислам дека се движиме во добар правец и она што можеме да го најаваме дека размислуваме за вклучување на уште еден шести лазерски систем во нашиот лазерски центар. Тоа е така наречениот Q-switch лазер, кој би го користеле за отстранување на тетоважи, меѓутоа се уште размислуваме околу тоа, анализираме каков би бил ефектот и така натаму. Бидејќи реални со овие лазерски системи кои ги имаме, покриваме дел од тој спектар. Меѓутоа ова е една нова верзија која сега е достапна на пазарот во поново време, така наречениот Star Walker, кој мислам дека ќе се обидеме во текот на следната година да го имплементираме кај нас во Аџибадем система. Да се биде во чекор со оно што е со новите трендови, бидејќи техниката е навистина нешто што е многу важно во медицината. Да, но тоа секако е во насока за олеснување, подобрување и што најважно решавање и на здравствените, но и на естетските проблеми кои што често пати знаат да бидат тегоба кај одредени пациенти се со цел брзо решавање, но и без последици и без долговременски период на опоравување. Оно што е важно да го споменеме, а што вие сигурно им го кажувате на вашите пациенти кога доаѓаат за одреден третман на овие лазери кои што ги споменавте, е самата подготовка. Значи, претпоставуваме нашите гледачи кои што не следат, оние кои што можеби се запрашуваат или пак сакаат да направат одреден третман од овие кои што ги споменавте, дали треба некоја подготовка или процедурата пред правењето на лазерскиот третман како изгледа? Па нема некоја посебна подготовка. Може да се дадат само некои генерални напомени, кои ние им ги кажуваме на пациентите, а тоа е дека не треба да се изложуваат на сонце во периодот пред лазерската интервенција, ниту после лазерската интервенција, меѓутоа тоа добро се објаснува во текот на самата интервенција, се подпишува една, да кажем, информативна согласност за секоја интервенција кај нас во болницата, кај што на пациентот му се на некој начин соопштуваат сите работи како треба да се движи, што е она што може да се очекува и така натаму. Меѓутоа пред третманот, кога доаѓаат на оние консултации кои вообичаено се прават пред самиот третман, кај што се планира како би изгледала интервенцијата, каде што малку и ние размислуваме што е она што треба да го одбереме како метод, се советува да избегнуваат сонце, да во тој период, да речеме, не користат некои средства, некои лекови, медикаменти кои би го засилиле крварењето, како што е аспиринот, да речеме. И да претходно, ако се правени одредени процедури или се користени одредени лекови за кои има рестрикција да помине одреден временски период. Меѓутоа тоа се дискутира со секој пациент. Посебно генерално една назнака е дека не треба да се изложуваат на сончева светлина непосредно пред лазерскиот третман. Нормално тоа важи пред се за летните месеци, сега веќе е поинаку, но фактот дека лазерската енергија е на еден вид на термална, топлинска травма врз кожата, треба исто така да се има предвид кога се користат сауни, не знам, солариуми и така натаму, тоа се работи кои ние ги забрануваме во процедура на правење на лазерска интервенција. Да, а посекако тие се користат и во текот на зимскиот период, па затоа и треба да се потенцира. Имаме гледаш со прашање. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за вас и за докторот. Благодарам. Едно прашање. Да. Докторот.
Ве слушаме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ама чекај, некој друг се таму. Ама вака се, намалете го тонот на вашиот телевизор Намален и слушате не само преку телефон. Одговорот на прашањето ќе го слушнете преку вашиот ТВ екран. Благодарам. Повелете. Намали го. Во програма сте вие, ве слушаме одлично. Повелете. Ова бре, ето. Добар ден. Добар ден, повелете со прашањето. Едно прашање на докторот. Јас сум човек негде наследувам 65 години. Имал сообраќај, дали е ова прашањето ме у доме до тоа, остевам што може да одговорил. Имал сообраќајка през 20 години и сега тоа шипките не ги изразил. И ево од двете нозе подотерени шипки. И сега мускултурата ми падна, значи што не може да одам, значи што ме бутна и у кревет. Дали може сега да ги израдиме тие шипки? Прашањето не е во вашиот дом. Добро, благодарам за прашањето. Не е тоа нешто на што јас можам да ја одговорам компетентно. За таа работа треба да се обратите на хирург, ортопед или травматолог, на оној кој може да ви даде попрецизни информации, да види за што се работи, каква била интервенцијата, што е вградено и така натаму. Вака можеме само да зборуваме општо, а тоа не е во ничи интерес. Така да најдобро за вас е да консултирате доктор, ортопед или травматолог. Да. Или пак доколку имаме последните изданија да искористите таа прилика тука во студиото. Да. Значи, кажавме дека посебна подготовка не е потребна, односно оние работи кои што еве ви ги споменавте, а кои што им се кажуваат на самите пациенти. Тука само да споменеме околу можеби некакво возрастно ограничување дали постои и особено кај лица кои што имаат акнеста кожа, дали има тука некаква врска ласерот, дали може да влијае лошо, добро? Не, напротив, ласерот може добро да влијае кај луѓе што имаат акне. Има ласерски системи и фракциониот јаглерод диоксид ласер и ербиум јак ласерот се користат кај пациенти со акне. На што е ограничување, ласерот никогаш не треба да се употребува кај бремени жени. Јас тоа не го правам и секаде го зборувам и на колегите кои работат со ласери, да до тоа се придржуваат. Иако не се опишани од употреба на одредени ласери негативни, да кажем, ефекти, меѓутоа во суштина тоа е една состојба кај што организмот не треба да се изложува на непотребни ризици. Колку и да се тие минимални, сепак постојат и тоа не го правиме. Понатаму она што исто така сакам да го истакнам е дека не треба да се употребува кај млади, кај деца без потреба. Значи, освен ако не е тоа индицирано, треба да се избегнува. Ние имаме едно ограничување во однос на луѓето кои имаат, да речам, претходно постоечки интервенции со одредени други ласерски системи. Особено кај што не знаат точно што користеле. Ете ви доаѓа човек во ординација и кај јас сакам да направам подмладување на лицето или вагинална реувенација, а претходно е користено нешто, а не знае жената или човекот, зависно кој за што доаѓа, за што се однесува, која процедура е направена. Тогаш вообичаено избегнуваме да влегуваме во интервенции, бидејќи самиот ризик да направите нешто кога не знаете што претходно е ставано, некаде се ставани одредени имплантати, некаде се вградени одредени трајни пополнувачи на ткивото. Мора да има прецизна медицинска документација што е она што претходно кај пациентот е правено за да се влезе во процедура. Се чини дека ме гледаш. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете, ве слушаме во програма. Вака сакам да ви кажам, имам псоријаза и дали може за ласерски третмент? Псоријаза со ласер, тоа е нешто што има одредени написи, да кажем, во литературата, во јавноста, во стручната литература, меѓутоа не е тоа идеалниот третман за псоријаза. Кај псоријаза сепак се користат одредени други видови на светлина, тоа се пред се ултравиолетовите А и ултравиолетовите Б зраци. Тоа е еден третман кој може да се спроведува и кој е сосема добар, така наречената фототерапија, која не е ласерска, туку е практично со дел од спектарот на ултравиолетовите зраци, затоа постојат кабини посебни во кои тоа се прави. Тоа е нешто што од делот на светлината, комплементарно е со оваа наша тема, можам да го кажам, инаку
Постојат други методи за третман на псоријаза, тоа е болест која успешно се лекува, со која имаме големо искуство во Македонија, која е прилично честа. Некаде 3% од популацијата ја зафаќа, честа еднакво колку и шеќерната болест, да кажем. Да. Така да пациентот најдобро, односно вашиот гледач, да се обрати на дерматолог и верувам дека таму ќе му биде советуван адекватниот третман за неговиот проблем. Добар ден за следниот гледач, да го слушаме прашањето. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден, да, се јавувам. Сакам да поставам едно прашање. Да го поздравам најнапред гостинот на емисијата. Благодарам. Значи, станува збор за едноставно прашање како влијае хлорот на базентот, на оние што одат на базен, врз кожата и како може да се заштити кожа на која што има повеќе бенки, да речеме некој од нив, може би и ризи. Добро, добро. Ви благодарам на прашањето. Всушност постави гледачката две прашања. Едно е како влијае хлорот на кожата. Хлорот, кај сите оние што сме користеле или користиме базен, е нормално дека треба таму да биде во дел од базените заради дезинфекција и превенција на инфекции. Меѓутоа, хлорот во суштина ја суши кожата. И сите оние кои се пливачи, ватерполисти, рекреативци кои користат базен, треба да користат што е можно повеќе кремови, лосиони после тоа за премачкување на кожата, бидејќи таа е пресушена. И кога имате човек па и со конституционално, генетски малку посува кожа, тогаш може да предизвика одредена екцемна реакција, дерматит или печење, црвенило на некои места на кожата. Тоа е нешто за очекување. Затоа, за да се превенира тоа, не им велиме на корисниците на базените, немојте да одите, бидејќи сепак спортувањето е важна димензија во животот, меѓутоа им велиме заштитете ја вашата кожа со употреба на кремови, специјални лосиони кои се нанесуваат после обичаено по завршувањето на рекреацијата или тренингот. Во однос на второто прашање како да се заштити кожата од бенки, јас имам еден одговор, а тоа е со употреба на заштитен фактор за сонце, може да се заштити кожата од развој на неповолни работи кои може да ги предизвика сонцето, сончевата светлина. Ние не можеме да влијаеме на нашата генетика да не ни се појават бенки, бидејќи тоа е генетски условено, меѓутоа можеме да влијаеме да не се случат одредени несакани дејства под влијание на самото сонце и тоа е нешто што треба да се користи и секаде онаму каде што сум во можност повторувам дека најдобриот третман, најдобрата заштита против старење, така наречениот анти-ејджинг третман, е всушност заштитниот крем за сонце. Се друго е второстепено. Заштитниот крем за сонце, она што најмногу спречува старење на кожата и она што најмногу ја штити нашата кожа од одредени неповолни работи, пред се трансформација на тие бенки кои ги имаме и тоа што пациентката, односно вашата гледачка го праша. Да. И кремите за заштитен фактор кои што всушност не треба да престануваат со завршувањето на летото, туку продолжуваат во текот на целата година и во зимските услови, но затоа да ќе позборуваме понатаму кога ќе дојдеме до тој дел од нашиот денешен разговор, да не ги прескокнуваме прашањата. Ќе објасниме и за овој период негата како треба да изгледа и при тоа и употребата на факторот. Кремите со фактор. Што се однесува до лазерските третмани, подготовката кажавме на што треба да се внимава, но оно што е важно е исто по употребата, односно правењето на одреден лазерски третман. Кажавте дека до 6 сесии се потребни, 6 третмани, така, за да има сакан ефект. Но што помеѓу тие третмани треба да прави самиот пациент? Дали постои такво нешто или пак по завршувањето на нашите третмани на што треба да внимава, дали потоа следуваат прегледи после извесен временски период? Да, ние секако правиме контрола после лазерскиот третман, зависно од кој тип на лазер се употребува. Некојаш е после 2 недели, некојаш е по 4 недели од завршување на интервенцијата. Јас она што го зборував е за лазерската епилација која бара 6 третмани, да речеме третманот на лузни бара 3 третмани. Подмладувањето на лице, вагиналната реовинација се со помал број на третмани. Одредени интервенции од отстранување на некои тумори на кожата со лазер се завршуваат во еден третман. Меѓутоа, генерално, кога имаме сесии со повеќе третмани, советуваме да пациентот се придржува до оние генерални напомени кои му ги даваме, а тоа е дека пред третманот и по третманот со лазер треба да се избегнува сончева светлина,
дека непосредно после третманот со ласер ќе има црвенило, тоа е нормално, тоа е вообичаен очекуван ефект од ласерската енергија, дека нема магично стапче кое ќе ги избрише работите без да остави никаква последица. Дека ласерот е еден вид хирургија, бескрвна хирургија, меѓутоа не може да нема никакви траги на лицето после тоа одреден период и дека сето тоа ќе се стабилизира за некој период. Никако не смеат сауна да користат. Ние сме имале случаи на неколку пациенти кои дошле така во прилично влошена состојба, кога веднаш после ласерскиот третман користеле тие топли бањи или сауни, и тоа е нешто што треба да се избегнува. Имаме следно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до доктори ви емисијата. Благодариме. Витола. Повелете. На левата страна под ушето, на врата одма тука, имам малигни тумор. Ова е бенигни ствари. Без на сликање, мислам, на ехо, снимен сум и појдов до, како се вика, што на лабораторијата, сега ќе ја кажам. Во Скопје, чисто лаб, ми изврши анализа таму, пак сега треба да одам на операција. Што е резултатот од анализата? Што е резултатот? Како е диагнозата? Бенигни тумори. Таму да не. Добро, тоа е во ред, мислам, ако не ја знаете, не мора сега да тоа е прилично општа квалификација, бенигни тумор. Ако е бенигни тумор, јас можам да ви кажам дека ние можеме да го отстраниме и без хируршка интервенција. Значи, ако е бенигни тумор, зависи што е. Значи, можеме со ласер да го отстраниме, меѓутоа треба да видиме што е диагнозата. Значи, бенигни тумор е прилично општо. Има одредени бенигни тумори кои, ако е како израсток, претпоставам дека може ласер. Ако е нешто што е длабоко во кожата, да речеме некое масно ткиво, некој липом и така натаму, тогаш ќе мора сепак хируршки да се тоа извади, да се исече и да се на тој начин отстрани. Затоа најдобро е да ги следите препораките, што ви советувале да го отстраните го, зависно каков тип на промена е. Вака е прилично општо и не можам да ми кажете конкретна диагноза за што се работи, можев и конкретно ви послушам што сметам кој третман дека е најдобар. Да. Но кога веќе пациентот ја има диагнозата од лабораторија како што спомена, тогаш може ситата да се обрати понатаму детално да биде тоа разгледано. И нели постапката понатаму како ќе следува. Што се однесува до ласерските третмани, пред да заокружиме темата за нив, го споменавме третманот за подмладување и третманот за поголема влакнатост, односно отстранување на влакната. Кога станува збор за овие два третмани, па и осрнување на лузни, може да ги споменеме тука, дали поправењето на третманите за окружување на тоа треба понатака некаква нега во однос на употребување на одредени креми, односно на што почесто жените ги интересира и тие се оние кои што доаѓаат најчесто за подмладување, но и за отстранување на влакна, што е она што нели понатака во текот на годините треба да продолжат да го прават, се со цел да го задржат ефектот, но и дали им препорачувате после известен период, не знам, ќе кажете вие година-две, можеби следува пак некој таков третман. Прашањето ви е на место, сосема на место. Ние она што го советуваме, прво процедурата која работиме да биде направена онака како што треба. Што значи да не се оставаат поголеми паузи помеѓу третманите од она што треба. После тоа задолжително се користат кремови. Зависно за што. Различни се. Некаде се тоа за здравување на раните, за епителизација на ткивот. Некаде се за смирување на црвенилото после ласерската енергија. Некаде се тоа третмани за, да кажам, подобрување на ефектот. Употреба на хиалуронски кремови и така натаму, зависно што е она што се прави, различен е посттретманскиот период, односно препораките што е тоа што треба да се користи потоа. Секако дека се препишува, во секој случај она што го советуваме после секоја поинвазивна метода е да се дадат одредени средства на база вообичаено пантенол, на база на одредени кремови за епителизација кои го смируваат воспалението на некој начин, ја згаснуваат таа реакција на кожата после ласерската енергија. Тоа е едно што го правиме. Ме прашавте дали треба да се јават повторно после известно време. Да. Се случува тоа и често е на пациентите им се каже на самиот почеток дека интервенциите кои се прават ќе решат голем дел од проблемите, меѓутоа нема да ги решат сите проблеми. Значи не може да даваме
процентуални квалификации колку ќе решат. Значи, од толку до толку, бидејќи ова е медицина и тука има и индивидуален одговор на самиот пациент. Меѓутоа, конкретно за ласерското отстранување на влакна, после неколку години можеби ќе треба да се повтори, меѓутоа со многу помал број на сесии, ефектот е многу посилен, бидејќи има многу помала зона во која тоа вообичаено се работи. И тоа е нешто што веќе голем дел од корисниците на нашите услуги го знаат. Мислам дека се задоволни од тој тип на третман и заради тоа е се почесто и почесто нешто што се случува кај нас во болницата. Исто така за овие останати третмани за подмладување и така натаму, вообичаено ефектот трае прилично долго, неколку години, 4 до 5 години може да бидат слободни, бидејќи на тој начин се стимулира и нов колаген кој обтегнува кожата или слузницата, зависи од каде се користи, и на тој начин се постигнува покрај онаа површна аблација на самиот почеток, односно на некој начин измазнување на кожата се постигнува во одреден период, потоа и обтегнување на кожата под дејство на таа ласерска енергија. Меѓутоа, после неколку години, предноста, меѓу другото и тоа на ласерската интервенција, дека може да се повторува. Вие ако направите еден хируршки лифтинг, тој не можете да го правите секоја година или на секој 2 години. Значи, нешто е што можете да го правите еднаш, врзано е со одреден дискомфорт, со одредена процедура, постоперативен период, опоравок. Ласерската енергија, да речеме, на одредени израстоци под очните капаци или така натаму може да се користи повеќе пати. Така да тоа се предностите на овој тип на третман. Оно што исто рековме дека ќе позборуваме во денешното издание е негата на кожата во текот на зимскиот период, како што обично советуваме со нашите гости доктори во текот на летниот период, така и во текот на зимскиот период би било добро да знаеме што е оно што е важно за нашата кожа. Меѓу другото, сите чувствуваме дека во зима, кога температурата е и под нулата, нашата кожа се суши, брзо се суши, потоа чувствуваме коштипање на кожата и веќе знаеме дека е време за онаа нега која што е соодветна за во зима. Но најсоодветно од вас, што треба да се практикува најчесто во зима и кои се оние проблеми кои што покрај сувоста може да се појават на кожата? Во зима треба кожата да се штити, треба да се негува и тука јасно е, верувам дека и на голем дел од вашите гледачи, дека студеното време ја прави кожата да биде посува, бидејќи помалку работат потните жлезди, помалку се потине, помалку работат лојните жлезди и кожата не се подмачкува толку многу како во летниот период. Заради тоа е посува и заради тоа пука, почнува да чеша, се јавуваат одредени промени, заради тоа треба да се штити со заштитни кремови, вообичаени, секојдневни, за нега на кожа. Исто така треба да се обрне внимание да не се пресушува премногу со шампони, со фреквентно, често капење, употреба секојдневно, еднаш, два пати во денот на шампони е нешто што е многу погрешно доколку се прави, затоа ние го советуваме на сите наши пациенти тоа да го избегнуваат, тоа е нешто што треба да се спречи. Кожата треба да се заштити со одредени механички средства, особено рацете, ракавици и така натаму, бидејќи има луѓе кај кои ладното може да предизвика и друг тип на проблеми, од типот на одредени проблеми на крвните садови, алергиски реакции и така натаму. Ќе продолжиме. Само имаме гледаш да го слушаме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. На линија сум? Да, ве слушаме во програма, сте повелете со ваше Јас прашање. ја ви подпитувала. Аха, да. Прочитам на докторот диагноза. Повелете. Ајде ве слушаме. Оти гледам друг таму се јавува, затоа. Не, вие сте во програма, ве слушаме Да му повелете. прочитам диагнозата на докторот. Секуларна цитофонологија одговара за бенигни парсни во тумор цистаденума лумфохроматом папилосферум. Добро, по ова што јас не можам да заклучам до крај, меѓутоа ако се работи за цистаденом или за нешто што треба таму да се отстрани, треба да се јавите на доктор и тоа треба да се реши да се отстрани. Дали ќе се избере хируршка метода, дали ќе се избере некаков друг тип на третман, треба да се појде на доктор и да се види точно за што се работи. Тоа е, по ова што го кажувате, тоа е некоја цистична аденоматозна творба, папиломатозна, вака што можам да заклучам дали е
има неколку можности што може да биде, меѓутоа треба да се види хистолошкиот извештај и да се види што ќе се направи. Не е ништо сериозно, не е ништо страшно, во секој случај не треба да се секира. Имаме следно прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Се јавам да се јавиме да прашам. Имав инфекција на ногата и нешто ме каснало до тоа на кај и не отидов одмah на лекар. После 7-8 дена од кога се појави црвенило оток и ми кажа, ми испита дали имам бактерија во крвта, немам, и рекол дека имам јака инфекција. Меѓутоа сега е останирано доста, кај на десниот сколчен зглоб долеше на ногата, имам тука малце како новиче и над него едно 2 сантима и што тука има на 3 места. Има малце црвенило, имам отвор кој е малце затегне. Така. Треба да одам после 2 недели на контрола на кожна. Па сакам да го прашам докторот дали за колку време треба да се луѓе, кој лекарство најдобро да се надворешно, локално, дали нешто има да лади за отокот, за ова да се изгуби тоа гнојче и така дале. Ви благодарам на прашањето. Вие по ова што го кажувате имате бактериска некаква инфекција на кожата, која често знае да настане после убот. Тоа е вообичаено, дали е тоа еризипел, некој црвен ветер народски кажано, не знам, по описот ако е црвено, ако е отечена ногата, ако е после убот, вообичаено е. Тоа дадена е одредена антибиотска терапија, сигурно и тоа е спроведено. Потребни се одредени средства, тоа се локални препарати, локални кортикостероиди, некојаш и мешавина со антибиотици кои ќе ја смират таа топлина тука, тој оток во ногата, меѓутоа и одредени други средства. Треба да се види, да се направи контрола, да се види до каде ќе одим, до каде е работата. Вообичаениот третман е антибиотик на уста кој се пие, таблети, 10 дена и одредена локална терапија која е со кортикостероиди во облик на кремови, за да се на некој начин и лади, меѓутоа и смири воспалението на кожата во тој дел. Ако е тоа по описот вака што вие го кажувате, меѓутоа секогаш е добро да се направи повторна контрола, да се види до каде е работата, така да мој совет е да се јави гледачот на контрола и да се види што понатаму треба да се прави. Тоа понекогаш знае да трае малку подолго. Тоа не треба да ве загрижува, во тој период треба да се одмара, значи да не има агресивна физичка активност, трчање, вежбање и така натаму, за да се смири целата таа состојба, за да се превенираат, да не се случат одредени други компликации на целата таа работа кои би можеле да бидат со зафаќање на крвни садови и така натаму. Меѓутоа во секој случај, бидејќи е правена лабораторија, бидејќи кажавте дека се работи за инфекција, претпоставам дадена антибиотска терапија, мислам дека сте на прав пат и дека сте и вие и докторите кои сте се лекувале постапиле онака како што треба. Споминавме за сувата кожа и оно што вие го исто така го потенциравте е да не биде прекумерно кожата изложена на капење со шампуни кои што сепак содржат хемиски состав, а тој дополнително ја суши кожата. И сега од тука моето прашање е колку вие препорачувате креми во зимскиот период и генерално кои што содржат хемиски состав, имаат намена за хидратација и освежување на кожата, но од друга страна пак креми кои што се на база на растителна база, односно лековити билки или одредени состојки кои што се употребуваат. Ги има многу денес кремови на пазарот, дел се на растително потекло, дел се со потекло од термални води, дел се со поинакво потекло. Основна работа што треба да ја знаат гледачите е дека во кремовите кои се користат не треба да има парабен, не треба да има парфеми, не треба да има алергени супстанции. И по можност кремовите треба да бидат на сите да стои дека се дерматолошки тестирани. Овие колекции кои се најзначајни кои се користат, сите тие ги исполнуваат тие, да кажам, предуслови. И за домашните зборам, и за оние што се странски колекции кои се присутни тука на пазарот кај нас. И можам само да напоменам дека секогаш треба да се држиме до проверени работи. Дел од нив се исто така на растителна база, со природни препарати, од органско потекло, и тоа не е само што не е забрането, туку е добре дојдено, меѓутоа секогаш мора да бидат сертифицирани, мора да бидат проверени, мора да бидат
со декларација тестирани, бидејќи оние работи кои па се прават, се приправаат, да кажам така, од одредени, да кажам, народни лекови кои се прават. Некојаш таа традиција е доволно силна да навистина имаме и добри искуства, меѓутоа во голем број случаи имаме искуства каде што, на жалост, наместо да се подобри состојбата, се влошува и заради тоа треба многу да се внимава што се употребува. Во секој случај, никогаш да не се употребува нешто проверено, никогаш да не се експериментира со нешто што не го знаеме, бидејќи последиците може да бидат лоши. Рековме дека ќе споменеме за кремата со заштитен фактор која што треба да се применува во текот на целата година, така што може да потенцираме и во тој дел дека заштитниот фактор веројатно не треба да биде толку висок колку во лето, но сепак треба да го има, или? Логично некако? Не, тоа е дебата која е доста добра. Сите кремови на производителите во Европска Унија и во Америка имаат во себе заштитен фактор. Значи, производителот не може кремот да го регистрира без да има во него заштитен фактор. Меѓутоа не е исто дали користите заштитен фактор 20, 25, 30 или користите заштитен фактор 50. Мојата препорака е секогаш да се оди на што е можно повисок заштитен фактор. Бидејќи тоа нема да направи да не потемниме, ако одиме, не знам, на планина или ако одиме до водно или не знам каде, да зборам за викенд, било каде што се одмараме, каде што сакаме малку да вдишиме и чист воздух надвор од загадувањето во градовите во кои живееме, меѓутоа во суштина факторот е нешто што треба да се користи, тоа е нешто добро, не е нешто лошо, не е нешто што е срамота да се нанесе, се нанесува само еднаш, едноставно, пред излегување, не е поврзано со никаков дискомфорт. Има голем број на производители кои имаат производи сега на пазарот кај нас. Значи, можеме да бираме, има различни бренд имиња и тоа е нешто што се препорачува. Затоа, покрај користењето, особено за дамите, на нас стандардна козметика, која веќе користи натре заштитни фактори, јас советувам дека секогаш е добро, особено кога се изложуваат интензивно на сонце, бидејќи сонцето ги создава најголемите брчки на лицето, сонцето ги создава најголемите флеки пигментации и тие и вашите гледачки, меѓутоа и сите оние кои, да речеме, го користиме, спортуваме надвор, не знам, пешачиме, возиме велосипед, скијаме зимно време или, не знам, летно време играме фудбал, се занимаваме со одредени рекреативни спортови, треба да користиме заштитни фактори за сонце, бидејќи тоа во многу ќе ги редуцира симптомите на старење на кожата кои се случуваат кај сите. Кога сте помлад, мислите дека тоа нема да ви се случи, дека некаде после третата деценија тие минимални промени се навистина минимални и не се толку забележуваат. Меѓутоа, веќе со навлегувањето после 40-та година, тие промени стануваат манифестни на лицето, а се резултат на се она што претходно како меморирана енергија сме го да кажам акумулирале во нашето лице, во нашето кожа генерално. Така да тоа не е наивна работа и јас советувам што е можно повисок фактор, ако може да биде 50, тогаш ако треба да се гласа помеѓу 50 и 30, јас сум за фактор 50. Но вела дека не само негата и нели одржувањето на убавиот изглед однадвор, туку треба и однатре, а тоа претпоставам дека и вие го потенцирате со консумирање на доволно течност и витамини, минерали. Сигурно. Тоа дури и после овие третмани наши ние го советуваме. Водата е најголемиот, да кажем, дел од нашиот организам и треба што е можно повеќе да се внесува течност, да се внесува вода и особено да се внесуваат витамини, минерали, меѓутоа мојата препорака вообичаено што ја давам на моите пациенти е да се трудат да користат природни извори на витамини и на минерали. Штета е во Македонија која изобилува со овошје и со зеленчук да се внесуваат суплементи. Не велам не, некаде има потреба да се внесе. Меѓутоа, ако имаме околу нас јаболки, праски, не знам, сето она што го имаме и круши, значи грозје, сето тоа има витамини, кајси, каде што има витамин Д, сето тоа може да се користи и да со консумирање и на овошје, и на зеленчук, кој кај нас знаеме дека е природен, дека не е некаде донесен од не знам каде. Да, го има во изобилие. Го има во изобилие, можеме да бираме, знаеме што е добро.
мислам дека тоа е начинот да се внесува што е можно повеќе витамини и минерали во организмот кои имаат своја функција. Се знае уште оддавна дека витаминот Д, витаминот А се значени за кожата, витаминот Е за слузницата, за еластицитетот, за многу други работи. Тоа е нешто што го советуваме и заедно со оваа нега на кожата која ја правиме, да дојдеме во една ситуација да бидеме и ние самите задоволни од сопствениот изглед. Така е. На крај ни останува уште едно прашање и малку време за некој одговор, но сепак нема да ги заборавиме најмалите. Тие имаат нежна детска кожа, таа исто така изложена како и кожата на возрастните на сите оние ефекти од надворешните услови, што во зимските услови за најмладите. Никако не смееме да ги заборавиме најмалите, особено, да речеме, бебињата, децата. Кај нас владе едно правило, да речеме, и во самата болница, секогаш кога има бебето е во предност, тој е пациент кој е во предност пред сите други пациенти. Да. Така да, без разлика дали чекале многу, ќе дадат предност на бебето, бебињата и децата се нешто кај што посебно треба да се обрати внимание. Кожата треба да се заштити. Тие вообичаено денес 10 до 15% од популацијата има нешто посува кожа. Така да хидрирање на кожата секојдневно со лосиони, со кремови е нешто што е позитивно. Користењето на специјални маслени купки за да не се суши премногу исто така треба да се користи. Треба кожата да се затоплува. Многу важно е во овој период за да се штити од влијание на фактори на околината, не само со заштитни кремови. Денес има и кремови кои може да се употребуваат уште од 0 возраст, иако некои не може, меѓутоа има и такви кои може да се употребуваат, но важно е исто така физичката заштита. Значи користењето летно време на сенка, зимно време тоа значи да се затоплуваме, да не се изложуваме на студ, да не ги изложуваме децата на студ кој може да предизвика одредени, не знам, проблеми во делот на смрзнувања, иритации, дерматити, влошување на еден атописки дерматит доколку го имаат. Сето тоа може студеното време да го направи, така да таа заштита од комбинирање на кремови, механичка заштита, заштита со облеката, избегнување на одредени лоши временски услови е нешто што треба да го спроведуваме. Ако тоа важи за возрастните, за децата важи уште повеќе. При тоа сакам веднаш една ограда да ставам дека не советувам да не ги децата пуштаме надвор да излезат. Напротив, треба луѓето не може да функционираат како лилјаци да се напикаме во простори затворени, мора да излезат надвор на отворено, меѓутоа мора да се штитат, да се избегнуваат периодите кога е многу загадено во овој период, бидејќи тоа има свое влијание и на кожата, меѓутоа и на одредени други болести кои се поврзани со кожата. Така да децата посебна нега, спроведување на правилата за возрастите, со тоа што тоа треба да биде уште позасилено и со поголемо внимание. Више задоволство, доктор Андреј, што бевте денеска заедно со мене и со нашите гледачи. Ви благодарам за истрпните одговори, но и советите кои што гледачите ги добија од вас за нега и заштита на кожата, но при тоа и информација за ларчетските третмани во дерматологијата, третмани кои што се употребуваат и кои што имаат навистина добри ефекти. На крај, во знак на благодарност, како и добра соработка, ви ги подарувам овие списанија. Нашите гледачи веќе знаат, руски доктор, лековити билки, хроноготвач и рецепти, доколку сакате да готвите. Ви благодарам и уживам секогаш во вашата покана и во вашата емисија. Имате пријатен работен ден и работна недела се разбира. Ќе се видиме со вас во следна прилика на нова тема. А вам ви благодарам за денешното внимание, како и учество во Алфа-ординација и во денешната тема. Не заборавајте дека утре сме повторно со вас во 12 часот започнува Алфаскоп, а веќе во 15 часот и 15 минути новото издание на Алфа-ординација со уште една интересна тема. Која ќе да знаете утре. Довидување.